Ете, мала пауза по разговорот со Хари Хаджиристевски, а сега имаме уште еден наш гостин во студиото на наше огромно задоволство, со кого пак нешто ке помабетиме во врска со клубот, но и во врска со ова нешто да се надоврзиме, биејќи претходно зборувавме на тема каков модел за спортски клуб во Прилеп, па и сега имаме од спортот водечки човек. Значи тука е Златко Рикаловски, член на управниот одбор на Пимпогарскиот клуб Младост 96, исто така и подпредседател на Пимпогарската федерација на Македонија. Добар ден, добро ни дојде, мислам дека добро ве представив. Добар ден, најнапред да се заблагодарам за поканата да присуствувам во вашата емисија на Радио Пела. Како и секогаш, повеќе пати сум присуствувал и сме давали информации од областа на пинг-понгот, од областа на спортот и секогаш се чувствувам пријатно во ова студио. Се надевам дека и денеска ќе го задржиме вниманието на гледачите со нашите информации, кои што како спортски град нашите следачите на Радио Пела и како ги очекуваат за некои нови случувања во градот. Јас слободно ги повикувам сите оние кои што се уште се на нашата бранова должина и кои што не слушаат и не гледаат, слободно да поставуваат прашања, тука сме да одговараме. Овој пат ќе зборуваме за пинг-понгот, но секако ќе почнеме со она анкетно прашање кое што е спомнато на шампион.мк и кај нас ќе биде спомнато. Дискусии цела недела че има околу тоа како да се организира еден спортски клуб. Па вие сте еден од најуспешниве спортски клубови во Прилеп. Дали акционерско друштво, дали здружение на граѓани, дали повеќе финансиери помалку или еден финансиер главен па другите споредни. Што мислите вие околу тоа? Добро, околу начинот на функционирање на еден спортски клуб пред се зависи од големината на спортскиот клуб. Значи еве ги за победа често пати изборуваме, никако да го најдеме ние одстранот, се тие внатре се борат колку можат. Така, јас ќе зборувам значи за нашиот спортски клуб, Пимпогарскиот клуб Младост 96, кој како што најавивте и кажавте дека функционира одлично. Само да напоменам дека во последните 5 години Пимпогарскиот клуб Младост 96 се бори за титула, во кои 2 години ја освоивме титулата шампиони на Македонија, 3 години бевме вице шампиони на Македонија. А и поединечни титули. Точно така, имаме и поединечни титули. Во разни возрасти категории, во женска и во мажка. Функционираме од најдолно ниво па се до сениорската екипа. Имаме пионерски екипи кои што се државни прваци, имаме младински играчи кои што се државни прваци, имаме сениорски играчи кои што се беа државни прваци, беа во врвот и се во врвот на пинг-понгот во Република Македонија. Така да со еден збор кажано дека Пимпогарскиот клуб Младост 96 како здружение на граѓани функционира одлично во последните 10 до 15 години. Како што спомнав и претходно, во последните 5 години имаме 2 шампионски титули во машка конкуренција, во женска конкуренција имаме една вице шампионска титула, меѓутоа ајде за понатаму ќе оставиме, сигурно ќе поставите и тоа прашање за наредниот период, за наредната сезона кои се плановите на клуб. Сакате да кажете, Рикаловски, дека навистина сериозно сте си ја сватиле работата, дека нема, како викаме ние прилепчани, нема трте-мрте кога се работи за спортот, затоа што спортот е најголемиот амбасадор за еден град, за една држава. Прилеп има спортска традиција. Пинг-понгот исто така една голема традиција во градот. И за да успее клубот да се одржи на ниво кое што и претходниците го одржувале, мора да има луѓе кои што кога се нафатиле да го водат клубот, дека ќе го водат на многу поинаков начин од само да седнат на претседателска фотелја и да се наречи дека некој клуб има претседател. Значи во тој контекст, во тој поглед, ние како клуб функционираме со многу добар и управен одбор во кој што имаме бизнисмени, имаме играчи кои што биле
играчи на клубот во минатите години, влюбеници на пинг-понгот, значи едноставно управниот одбор е составен од различни профили на луѓе кои сите внатре помагаат онолку колку што можат. Да се разбериме дека клуб не може да функционира само со председател или само со двајца или тројца луѓе, за да имаме успешен клуб. Клубот мора да биде отворен кон сите кои што сакаат да помогнат, кон сите фирми, кон сите играчи кои што сакаат да бидат во клубот, поранешни играчи. Едноставно клубот мора да функционира полупрофесионално, ако не и професионално, за да има успех на полето во кое што се надпреварува. Меѓутоа, еве, Рикаловски, уште овде да завршиме со ова анкетно прашање. Слушаме дека од бизнис секторов, од компанииве, некако ја загубиле довербата кон некои спортски клубови, не сакаат да донираат пари, средства, само заради таа загубена недоверба. Што мислите вие? Дали има тука таков момент да се загуби таа доверба? Па довербата може да се загуби. И обично се вели тешко се стекнува довербата, а лесно се губи. Тоа е тоа што сакав да го кажам. Значи, довербата е загубена и стекнувањето на довербата оди малку потешко. Бизнисот сака чисти работи, значи не сака импровизации во клубовите, сака чисти клубови, сака да гледа луѓе кои што се на вистинското место поставени и кои што се сигурни дека оние што и го водат клубот ќе постигнат резултати, односно со едно домајчинско работење во клубовите ќе дојдат до вистинските резултати. Јас, нашиот клуб, немаме проблем во однос на финансирањето во однос на спонзори. Имаме 2-3 стабилни спонзори кои што ни помагаат буквално на секое наше побарување, на секое наше патување. Така да во тој контекст би ги сврстил и останатите клубови кои што со добро раководство, се надевам и мислам дека немаат проблем со бизнис секторот. Еве сега се заговара, се предлага некаков извештај секој први во месецот, ако треба, за се што е потрошено, или пак парите од спонзори, односно од овие што се компанииве, да не одат кај управниот одбор на клубот, туку нека одат директно на сметката на оние што даваат материјали, да речеме, или услуги. Ако немаат доверба во овие луѓе. Како што кажав и претходно, сето е тоа довербата на бизнис секторот кон раководството на клубовите. Можеби е тоа и поисправен начин за да бидат сигурни во вложувањето компаниите. Меѓутоа тие се начини кои што сепак секоја компанија може одделно да си процени дали е потребно на тој начин да се донира во клубот, да се биде спонзор во клубот, или па на оној традиционален начин каде што парите се легнуваат на сметката на здруженијето и подоцна се распределуваат во зависност за дали за надпреварувања, дали за опрема, дали за поправки на спортските сали каде што тренираат. Значи во секој случај да бидат тие средства на место и за она што се дадени потрошени. Наменски, онака како што кажуваме, наменски потрошени средства. Не може клуб да добија средства од компанија, а да троши за нешто ненаменско. Се знае, во клубот се троши за патување, за тренинзи, за спортска опрема и ред други работи, поврзани со функционирањето на клубот. Колку е важна сигурноста на клубот за оние кои што го представуваат клубот? Еве, кај вас поминуваат многу пинг-понгари, некој ќе игра еден надпревар, некој ќе паузира па ќе игра следен надпревар. Па имате пинг-понгари кои што доаѓаат од соседството и сега ако знае тој дека неговиот клуб што го треба да го представи е финансиски несигурен, јас мислам дека и неговата самодоверба кога настапува нема да биде на највисоко ниво. Ќе се речи па што иде, изгубам ништо страшно кога јас не добивам ништо од тој клуб. Еве, ние имаме во моментов, значи за нареднава сезона имаме двајца странски играчи, еден е од Бугарија и еден е од Србија. Од Србија е Ѓорđe Борчич кој што 4 до 5 години е во нашиот клуб.
И сигурно играчите претходно пред да подпишат договор со клубот добиваат информации дали сме стабилни како клуб, финансиски стабилни како клуб и дали досега сме направиле некаков кикс во однос на исплатата на играчите. Еве ве уверувам и тврдам и сите параметри го покажуваат тоа дека Пинг-понгарскиот клуб Младост 96 на ниту еден играч нема ниту еден денар за останато. Ниту на тренер, ниту на играч. Стабилен клуб со позитивно мислење од останатите играчи од соседството, така да во секој момент ние едноставно можеме да го добиеме и да го земиме во тој поглед, во ова насока на која што разговараме, секој играч кој што ние би мислеле дека имаме потреба, без да има никакви недоумици од страна на играчот. Вие сте дел и од Пинг-понгарската федерација. Еве ако гледаме како Пинг-понгарска федерација, како треба да изгледа вистинската, правилната финансиска конструкција на еден пинг-понгарски клуб во земјава? Јас ќе појдам малку погоре. Пинг-понгарската федерација на Македонија работи многу, ајде да речам, квалитетно во однос на можеби и некои други федерации, нема да навлегувам кај останати федерации. Меѓутоа, јас минатата недела имаше некои награди доделување во собрание на Република Македонија и искористивме прилика да застанеме и да разговараме со министерот за спорт Борко Ристовски, во кој самиот даде едно негово видување дека со Пинг-понгарска федерација ама баш немаме никакви проблеми. Неговото размислување беше и неговата изјава дека да се сите федерации како Пинг-понгарска федерација, мислам дека нема да има никакви проблеми во спортот во Република Македонија. Со тоа сакам да кажам дека имаме стабилност, имаме честност, имаме ситуација во која сите оние средства кои што ги добиваме од државата, од спонзори, од работи во кои што како домајчини ги организираме светски турнири, светски познати турнири во нашата држава, остануваат средства и се искористуваат на право место. А тоа право место е младинските категории. Значи, ние организираме со тие средства доста кампови, одиме на доста турнири, одиме на контендери кои што децата мора да се кала, мора да учествуваат на турнири, за да ја осета она атмосфера во која што во подоцна би прераснали и во големи играчи. Значи, едноставно, средствата кои што пристигнуваат на сметка на федерација се искористени на право место. Знаеме и самите дека без младински категории, без младинска школа, без младински играчи, спортот не е спорт. Секој спорт па и пинг-понгот. Како помина сега последниот меѓународен надпревар во Скопје? Да, годинава бевме летниот период со 3 турнири на светско ниво. Првиот турнир беше еден од најпрестижните турнири во светот за сениорска категорија, контендер, кој се одржа во јуни месец и учествуваат најдобрите пинг-понгари од светот. Значи, зборуваме за кинези, јапонци, корејци, французи, германци. Значи, имаше негде 30 држави во кои што беа присутни најдобрите пинг-понгари од светот. Во јули месец бевме коорганизатори на младинскиот олимписки фестивал, кој се одржа во Скопје, во кој што присуствен беше и пинг-понгот како дисциплина. И сега, во септември месец, тој истиот турнир од сениорска категорија, меѓутоа сега во младинска категорија. И едно ниво погоре, бидејќи на овој младински турнир беше стар контендер, а тоа значи најдобрите 32 играчи во светот да учествуваат на турнир во секоја категорија. Имавме категорија U15 и U19, и значи во сите тие 4 категории, машки и женски нормално во една категорија, учествуваа најдобрите 32 пинг-понгари во светот. Организацијата беше како и секогаш на високо ниво. Забелешки немаше никакви од страна на Светската пинг-понгарска федерација и нашето искуство кое го имавме изминативе 5-6 години од кога почнавме да ги организираме овие турнири покажа и докажува дека со успешна организација се потпишуваат договори и за наредните години.
Значи ние имаме подпишано договор за сениорскиот контендер за наредните 2 години. За младинскиот стар контендер имаме ни нуда да го подпишеме на 5 години, меѓутоа може би пингпонгарски управниот одбор на пингпонгарската федерација треба да заземи став дали да ги организираме двата турнири или да одиме само со еден турнир, бидејќи сепак една организација за еден ваков турнир захтева многу труд, многу вложување, многу време. Па еве, едно 3-4 месеци ние пред да почне турнирот сме на многу на запален погон едноставно. Работиме со сио труд, со максимално се додека заврши тој турнир. А сега да се вратиме и на домашно ниво, биејќи еве и колегата ги спомна тие трофеи што ги планирате. Подготовките чинам се во тек. Како се одвива, како започна и како се одвиваат тие подготовки? И каде? Дали имате доволно услови, простор? Така. Подготовките, пред да започнат подготовките, значи беше преодниот рок, во кој годинава пингпонгарскиот клуб Младост 96 беше доста активен во тој преоден рок. Ланска година не успеавме да освоиме титулата, загубивме во финалето од пингпонгарскиот клуб Крива Паланка со 2:0. Меѓутоа годинава мислам дека сме први фаворити за освојување на титула. Тоа го гавам со надеж. Извинете, дали тоа значи дека Младост 96 кај сениорите мажи се засилува, а пак Крива Паланка останува на исто ниво или можеби точно така. Загуби на квалитет. Точно така. Крива Паланка останува со истиот играчки кадар. Стаменковски дали че? Така е. Стаменковски, Петрович од Србија и Александар Јакимовски, младинскиот prvак на Македонија. Годинава ние појдовме чекор напред, покрај играчкиот кадар кој што го имавме од минатата сезона, се засиливме со двајца извонредни играчи. Младинскиот репрезентативец на Бугарија Георги Стојанов и добро познатиот и искусен прилепски пингпонгар Џоко Јочковски, кој во оваа сезона ќе биде во двојна улога во нашиот клуб, односно и како играч и како тренер. Значи, тука ги спомнавте највозрастниот, можеби еден од најмладите. Точно така. Значи во нашата екипа, а и во екипите во Суперлигата, го имаме најперспективниот и најмлад играч Георги Стојанов, а Џоко Јочковски не треба многу да го спомнувам, заради тоа што сите знаеме дека Џоко играше многу финалина во поединечните првенства, освои многу титули во екипните првенства, така да ќе ни биде од голема помош. И како сега течат подготовките? Да, подготовките, ние пред 2 недели имавме состанок со сите во клубот, со играчи, со управен одбор, заеднички состанок, ги направивме сите оние распореди како треба да се движа тренинзите. Џоко си даде своја програма и во текот на неделата како би оделе тренинзите, така да од пред недела и пол почнати се подготовките на пингпонгарскиот клуб Младост 96, во која клуб ги вклучуваме и младинските играчи, најдобри играчи од младинската категорија да работат со сениорите, односно под палката на тренерот, новиот тренер Џоко Јочковски. Меѓутоа, вие во еден разговор ми рековте дека посветувате внимание и на младинскава екипа, исто така и на женската екипа во клубот. Така, точно така. Прв пат во последните години, 10 години, пингпонгарскиот клуб Младост 96 ќе има и втора екипа во Лига надпреварувањата во Република Македонија, односно младинската екипа ќе настапува во втора лига, а играчите од младинската екипа со двојна регистрација ќе можат да настапуваат и за Младост 96 и некои играчи ќе настапат и за нашиот втор клуб во градот Младост, за Телеком еден играч ќе настапи, така да имаат повеќе игри и повеќе можности за играње, а со тоа и за напредување на самите играчи.
Но имате и во женска екипа новости. Така, и женската екипа, ланска година го освоивме 4-то место. Меѓутоа, донесовме одлука на управен одбор дека и женската екипа треба да ја засилиме со играчи кои што би атакувале да ја донесеме и првата титула на Младост 96 во женска конкуренција. Донесовме 3 играчи во клубот. Една од најзвучните имена е и младинскиот првак на Грција, моментално, Стела. И ја донесовме по неколкократната младинска првакиња на Република Македонија Ива Димитриевска од Рисови, како и младиот и надежен играч Матеја Смолич исто така од Рисови. Со подпомогната со Софија Хасану, која што е во нашиот клуб, која што работи веќе 2-3 години во нашиот клуб, мислам дека титулата ќе биде многу близко оваа сезона во Прилеп. Многу новости за кратко време. Па добро, тука раководството одлучи да донесиме неколку титули годинава во градот. Се надевам барем 1 до 2 ќе ги имаме освоено. Ланска година се надевавме дека млачката екипа ќе освои титула, ќе биде шампион на Македонија. Меѓутоа финалето, иако добро знаете дека во регуларниот дел бевме први на табела ланската сезона, Крива Паланка беше втора. Меѓутоа, финалето си е финале, нијанси одлучуваја, во кои што тие нијанси не ги искористивме, ги искористи Крива Паланка, иако сметам дека сме поквалитетен состав, меѓутоа на крајот се запишува победите на клубот и тие освоја шампионската титула. Мене ме воодушевува во врска со пинг-понгов во Прилеп и една друга работа, просторот. Како толку екипи и женска, и сениорска, и младинска, и младост, постариот клуб, сите заедно имате меѓу себе разбирање и работите во еден мал простор, како што е Пинпогарската сала. Точно така, без, како викаме, значи, без заедништво, без добра комуникација, не може ни да напредува нештото. Ние со пинпонгарските останатите пинпонгарски клубови сме доста блиски, имаме своји релации. Сега пред да дојдам во студиото седевме и со тренерот на репрезентација на Република Македонија, членот на пинпонгарскиот клуб Младост Зоран Јовановски, во кој што ги договаравме функционирањето на тренинзите. Така да немаме никаков проблем во однос на тренинзи, закажување на тренинзи, дали се работи за нашиот клуб, дали се работи за Младост, дали се работи за останатите клубови. Значи тука е пинпонгарскиот клуб Прилеп, тука е пинпонгарски клуб за лица со посебни потреби, така да немаме буквално никаков проблем во однос на функционирањето на клубовите. Едно време игравте и во салата од училиштето Кире Гавриловски. Да, тоа беше давнешни времена, кога пинпонгарската сала беше поплавена и паркетот беше кренат, немаше можност едноставно брзо да се реагира и да се поправи нештото. Па мораше да се снајдуваме во Кире Гавриловски, во Орде Чопела, во Средното хемиско училиште, игравме едно време надпревари и во Рамполевката, така да шетавме по сала во сала, а знаете дека пинг-понгот не трпи такви импровизации. А сега со Крива Паланка финалето, каде го одигравте? Со Крива Паланка го одигравме во Кире Гавриловски. Значи во Кире Гавриловски? Во Кире Гавриловски, да. Во Кире Гавриловски, тука и да се заблагодарам и на директорот, односно на директорката на основното училиште Кире Гавриловски, која не излегува во пресред за тие такви надпревари, да можеме да ги одиграме званични, значи надпреварувања, дали се турнири, дали се надпревари од лигата или плейоф. Така да благодарност и до директорката на основно училиште Кире Гавриловски. Па се сеќам, уште многу одамна таму се играше пинг-понг во Кире Гавриловски. Да, затоа велам тренинзите. Тоа има традиција, историја. Така е, тренинзите беа во Кире Гавриловски, меѓутоа немаше услови како што сега ги имаме тие услови, заради тоа што немаше изградено сала.
во училиштето, тогаш моравме да се снајдуваме во малата сала внатре во училиштето, во ходници ги поставувавме масите, памтам тогаш и каратистите поставуваа своји душеци за тренинг. Спортот за да напредува мора да има услови, мора да има сали, мора да има инфраструктура, точно така, да му се овозможи на младите таленти да напредуваат и со самото тоа кога ќе дојде во нешто ново, во нешто направено, во нешто да не е импровизација, тогаш и самиот спортист, самото дете се чувствува многу подобро и со поголема желба да тренира. Рекаловски, дали може во блиска иднина да очекуваме проширување на овој пинг-понгарски простор? Или нов објект, или стариот објект да биде адаптиран? Па да, има некои размислувања во периодов дека треба нешто да се направи со спортските објекти во Прилеп. Како што кажав, Прилеп има спортска традиција, но денес мора да направиме чекор напред за повторно да бидеме град на спортот. Сето тоа за да се направи, прво и основно е инфраструктурата. Јас мислам дека во наредниве 4 години дека ќе се врати стариот сјај на градот, ќе се врати спортскиот дух во градот и дека Прилеп повторно ќе застани на здрави спортски нозе. Онаки какви што навикнат овој народ да гледа или да слуша за освојување на трофеи барем на ова домашно ниво, а потоа со тие трофеи да излезе и на меѓународна сцена. Така, еве, од моje лично размислување, значи имаме 3 постулати во кои што спортот треба да оди напред. Како што кажав на инфраструктурата, тоа се салите и терените. Мора да имаме сала, мора да има терени. Вториот постулат, според мене, е масовноста. Масовноста се ствара во училишните клубови. Првично во училишните клубови, најмладите категории и талентите да можа да ги преземат подоцна клубовите кои што работат. И третиот постулат се клубовите. А клубовите, здрави клубови, се срцето на спортот. Значи, без клубови немаме ние спорт. Без здрав клуб немаме напредок во спортот. Тие се моите 3 постулати во кои што ќе се водиме во иднина, за да може градот да застани повторно на здрави спортски нозе и да се гордееме како прилепчани, дека Прилеп не само пинг-понгот, моментално Прилеп е само пинг-понгот во кој што освојува титули. Немаме фудбал, немаме одбојка, немаме кошарка, ракомето и така, меѓутоа нема сала. Ја себе ни женскиот, ни машкиот. Ни женскиот, ни машкиот. Затоа велам, мислам дека ќе се направи една ренесанса наредните 4 години и дека Прилеп ќе застани повторно на здрави нозе. Сега уште да кажеме што престои понатаму и која ќе почнат овие првенства во кои ќе сакате да атакувате на трофеи? Календарот се уште не е изготвен, меѓутоа до информациите кои ги имам и кои пристигаат до мене. Има ли пријателски надпревари, може би? Можно е да има пријателски надпревари. Првично да кажам дека календарот во кој што треба да се донеси на управен одбор на Пинг-понгарска федерација е изготвен. Се прават, тоа е драфт верзија во која што финалната верзија деновиве треба да излези, да се достави до управен одбор и во која драфт верзија почетокот на првенството се планира да биде на почетокот на октомври, односно првата недела на октомври. И во тој период сигурно клубот ќе биде веќе во длабоки тренинзи, во крајна фаза на тренинзите и сигурно ќе направиме со некои од пинг-понгарските клубови пријателски средби. Ланска година тука имавме со клубот од Битола, со Пелагонија, така да можеби ќе прошириме и малку подалеку, така да се надевам дека до почетокот на првенството Џоко Јочковски како тренер ќе ја спреми екипата на највисоко ниво. Да кажеме дека досегашниот тренер Гоце Тошевски
има шанса да продолжи во Хрватска во Макарска. Така, Гоце Тошевски уште пред 2-3 месеци разговаравме за продолжување на договорот за негово ангажирање во клубот. Меѓутоа најави дека има првични разговори со Макарска во Хрватска. Тие разговори веќе мислам дека се финализирани и почеткот на октомври треба да замени во Хрватска. Што и да се случи, на Гоце Тошевски му се отворени вратите во клубот, бидејќи тој е еден од најзаслужните кои што пингпонгарскиот клуб ги одигра овие 5 финалина во претходните сезони, бидејќи тој, како што знаеме, беше и тренер на сите 5 финалина во клубот. Рикаловски, ви благодарам за гостувањето во нашата програма. Ако имате нешто да додадете, повелете. Добро. Пред нашата јавност. Така, за додавање само би ги повикал сите млади деца. Се уште има упис Да. во секциите? Во секциите има упис. Ете, тоа не го заборавивме да го кажеме, дека Пингпонгарскиот клуб Младост 96 врши упис на дечиња од 6 до 9-10 години. Таа секција ја води Борче. Машки и женски. И машки и женски, така. Борче Базерковски ја води таа секција. Исто така поранешен играч на Младост, познато име, точно така. И ги повикувам, значи сите дечиња кои што се уште немаат одлучено и што не спортуваат, нека се приклучат кон било кој спорт. Значи кон било кој спорт, бидејќи така се гради еден здрав дух, една здрава нација и иднината на секое дете. Ви благодарам и во друга прилика која ќе има убав повод, се разбира, повторно да се слушниме, се договориме за ваше гостување тука и не само ваше, и на тренерот Ѓоко Јочковски или на некој од пингпонгариве во машки и во женска конкуренција, во сите возрастни категории, сите се добредојдени. Исто така и од управата, председателот Маријан Матраковски. Така, че мора да дојде Маријан Матраковски. Наша желба е и тој да дојде. Да дојде да го каже и тој видувањето од свој агол, точно така. Така да нема проблем. Вие уште еднаш да се заблагодарам на поканата. Овдека кажав и на почетокот, се осеќам толку пријатно бидејќи разговарам со човек кој што ци од свој живот го посветил на спортското новинарство, во кој имаме доста многу заеднички дружби, видувања, разговори, така да секогаш кога ќе осетите дека има потреба да ја информираме јавноста во Прилеп во врска со спортот, посебно во врска со пингпонгот, стојам на располагање и секој еден од нашиот клуб. Николче, овде да ја завршиме емисијата, биејќи помина толку време и да ја завршиме па до следната емисија. Да, следната емисија и се најдобро. Така е, се најдобро, поздрав за сите кои што не гледа и слуша. Гледавте и слушавте уште едно издание на Спортски журнал, овој пат посветено на фудбалот и пингпонгот. До следно наше слушање и до следно наше гледање, имајте пријатен ден. Спортски журнал на Радио Пелар. Спортски журнал